Почитувани, нашата денешна гостинка е веќе 2 децении во музичката кариера. 13 години е дел од танец, а незиниот лик е препознатлив како вокал на групата Монистра. Многумина за неа ќе речат дека е наследничка на пеачката Вања Лазарова и веќе претпоставувате за кого станува збор, оние кои што ја следат незината кариера. Нам огромно задоволство во студиото денеска на Слободен печат ја имаме Габриела Новеска. Ви благодарам што сте заедно со нас. Благодарам и на вас за поканата и за одвоеното време за овој разговор. Огромна е причината за нашата денешна средба, Габриела. Ваш прв солистички концерт најавен веќе на 10 септември со почеток во 20 часот на големата сцена на Националната опера и балет. Веднаш ќе ве прашам непосредно неколку денови пред концертот како е вашето чувство, како се чувствувате пред да се случи моментот да застанете пред публиката? Моментално е доста возбудлива атмосферата, деновите ми поминуваат во нетрпение, најискрено, затоа што едва чекам да застанам на сцената и да го представам во живо материјалот на кој што работев последниве 2 години, да речеме, по-интензивно. Верувам, многумина и познато име за што станува збор, но е за оние кои што можеби прв пат да слушаат. Станува збор за Те кажувајат или но моме, вашиот албум кој што сега добива концертна промоција. Овој албум е направен пред 1 година, ако не се лажам, така? Го издадов минатата година во декември месец. Во чест на 100 годишнината од раѓањето на Александар Сариевски и сега ќе добие концертна промоција. Ме интересира како течат подготовките околу концертот, дали оди се глатко? Одлично, веќе неколку проби се направени, уште неколку не чекаат, интензивно работиме на материјалот, но можам да кажам дека веќе е скоро спремен. Значи, само што да го представиме на сцената. На сцената ќе биде представена музиката која што се наоѓа на овој албум или нешто можеби дополнително? Секако и нешто дополнително, за да се оформи нели едно убаво времетрајање за комплетно концертно уживање на публиката. Сепак ќе бидат и новите композиции, ќе бидат во истиот стил како и претходните, значи преработка на македонски народни песни со придружба на рок и џез музика. Тоа навистина добро звучи, оние кои што не го слушнале албумот сигурно ќе ги заинтригираме. Ајде да појасниме што содржи овој албум, колку композиции има, кои песни се, на тоа се некои подзаборавени песни или можеби познати звучни песни? Нема толку познати песни, најпознатата е можеби токму насловната композиција, Те кажуваат или но моме, останатите се малку подзаборавени или пак воопшто непознати можеби за јавноста. Тие се едни од моите омилени, бидејќи сметам дека со самиот препев на таквите композиции е многу убав начин за да се зачуваат и песните и за да продолжат да живеат. На тој начин беа одбрани песните, твоите омилени, вашите омилени, тоа беше и да, мислам омилени и песни кои што се вклопуваат во стилот на кој што ги имаме преработено. Какво е чувството да го добиете епитетот наследничка на Вања Лазарова? Ласка. Тој коментар секогаш многу често ме споредуваат со Вања Лазарова или пак со Васка Илиева, можеби затоа што во моите почетоци ние две токму ги слушав најмногу. Најпрво научив дел од нивните песни, на кој начин пеат, како го поставуваат грлото и двете на поинаков начин го прават тоа и на многу интересен начин. И можеби поради честото слушање и пеење на нивните песни па сега се забележува и дел од нив во мојот начин на изведба. Сепак не целам да копирам некого, туку сепак оставам и мој печат и мој белег на самите изведби на песните. Апсолутно е тоа така, но можеби подсвесно попримате, а можеби имате некаква слична мелодија во вашиот глас заедно со нив. Што е она што може од сега да го ветите за 10 септември на сцената? Што им ветувате на публиката? Што е она што ќе можеме да го погледнеме? Одлична забава,
може би враќање назад кон некое време, но и навистина, бидејќи музичката придружба е сосема прилагодена и на денешницата, па верувам дека е музиката соодветна за било која генерација, и за помлада и за постара, било која генерација може да се пронајде во таа музика. Значи, можам дефинитивно да ветам добра забава, уживање со музика и извлекување на различни емоции. Веќе би го начнавте на некој начин на следното прашање. Ме интересираше вашето видување. Албумот постои веќе една година. Предпоставувам низ критики, како од колегите, така и од вашите фанови, од вашата публика. Имате ли некаков впечаток кој ве слуша? Каква публика имате? Дали тоа се повеќе жени или мажи, дали се повозрасни или помлади? Имате некаков таков впечаток? Па според она што го следиме, нели, самите социјални мрежи нудат информации, дали повеќе следачи, гледачи, слушатели се мажи или жени, на која возраст се, значи од прилика од 20 до 60 години се луѓето кои што најмногу ја сакаат и слушаат македонската народна песна. Сепак има и постари и помлади. И како што кажав, ја создаваме оваа музика за сите генерации, и не само за сега, за оваа година, за овој месец, туку музика која што се надевам дека ќе проживее барем малку во наредните години. Да, нешто што ќе трае. Тоа е интересен призвук, предпоставувам, тој рок мелос кога ќе се вметне во изворната македонска музика. Со кого соработувавте? Може ли да споменеме некакви имиња? Дали ќе бидете сами на сцената или можеби ќе имате гости на концертот? Единствен вокал ќе бидам јас, со мене ќе имам и придружни вокали. Материјалот, односно музичките дела се дела на Александар Јовевски, значи тој ми ги направи сите 12 аранжмани на сите композиции кои што ќе се изведат на концертот. Придружувана сум од бенд кој што е составен од луѓе кои што се навистина врвни со своите инструменти, како Зоран Костадиновски на електрична гитара, Драган Илиев на електрична гитара, Дарко Илиевски на хармоника, Радко Дутовски на перкусии, Павел Ринчов на бубњеви, како што велиме ние, или на тапани. Се надевам дека не заборавив никого, но сите се навистина одлични во оно што го прават, и мене ми е Горан Кешовски свири на бас гитара, ќе го измев. Сите се одлични на својот инструмент, одлично го владеат, и често да се биде со такви музичари на сцена е навистина голема. Јас со незрпение го очекувам концертот и денот, нели, часот, за да го представам она на кој што работам на публиката. Габриела, следејќи твојата кариера и посветувајќи се и подготвувајќи се за ова интервју, ги преслушував на YouTube оние песни кои што ги има, нели, во можност, и како албумот ќе си го набавам и јас, бидејќи ми пропуст што не сум го слушнала, но нешто што ми недостасува, можеби ќе се согласите со мене, е видеозапис. Се подготвува ли некаков видеозапис за некоја од композициите? Така, после концертот планирам да направам една мала кратка пауза, да издишам од целата организација за овој настан, но во план е да се направи барем еден видеозапис за некој од композициите што е на албумот, а потоа, здравје Боже, се надевам на уште еден албум. Какви коментари добивате? Еве, може ли да се присетите на најубавиот коментар што сте го добиле за албумот? Со оглед на тоа што е ваш прв солистички албум? Најубавите коментари се од типот дека песната и начинот на мојата изведба потсетуваат на оригиналните, што за мене е од големо значење, бидејќи е тоа целта. Како сметам дека многу малку е доволно за да се изобличи една песна, посебно денес во денешно време, кога има буквално секаков тип на жанрови, на неквалитетна музика, би кажала. Многу е лесно да се изобличи самата песна. Се трудев да биде отпеана што е можно поблиску до оригиналот.
Тоа се најубавите коментари за мене. И секако нели за музиката која што сите велат дека звучи светски, за продукцијата која што ја правеше Дејан Момировски, се снимаше кај негово студио, така да навистина позитивни коментари. Не сум слушнала негативен коментар. И верувам дека така и ќе остане. Кажавте што е она што ние можеме да го очекуваме од вас на 10 септември на сцената на Националната опера и балет. Што очекувате ви од публиката? Не можам да очекувам, можам само да се надевам дека навистина ќе уживаат и дека ќе им се допадне тоа време што ќе го поминат во салата на Националното опера и балет. Каде можам да си го купам албумот? Албумот кој што е заинтересиран ќе може исто така после концертот да го купи по промотивна цена ќе биде. И на крај ќе го заокружам разговорот со тоа какво е чувството да се прави прв самостоен солистички концерт. Одлично е, бидејќи долго време ја имав оваа желба и за албумот и за овој начин на изведба на македонската народна песна. Сепак и одговорноста е многу поголема. Се надевам дека се ќе помине во најдобар ред. Повторно ќе кажам, јас со нетрпение очекувам да застанам на таа сцена со мојот бенд и да ги отсвириме овие преубави македонски народни песни. Верувам дека истото мислење го делат многумина од нашите гледачи, дека со нетрпение очекуваат да ве видат и вас на сцената. Ви благодарам што бевте дел од Слободен печат, беше задоволство да се разговара со вас. Благодарам и на вас за времето. Да, секако почитувани уште еднаш потсетување, 10 септември е местото каде што во 20 часот со почеток во 20 часот на Националната опера и балет сцената и вратите ќе бидат отворени за вас, за сите оние кои што милувате да ја слушате убавата музика и убавиот глас на Габриела Новеска.